Општина Штип му додели 30.000 денари на каратистот Емил Павлов за изворениот успех кој што го постигна на Европското првенство во Монпеле, Франција. Тоа е една символична подршка за целиот негов труд, но нека биде поттик и за сите други спортисти да инвестираат во себе, на меѓународни превари да освојат медали, да не го величаат градот, да не го прослават градот, а истовремено и Република Македонија. Вкупно 16 каратисти ја представија Македонија на ова европско првенство, а штипјанецот Павлов е единствениот освојувач на медал. Патот до медалот на ова европско првенство беше доста тежок и бидејќи имав 5 борби, од кои 4 победи и 1 пораз, но јас патов максимално подготвено на овој надпревар, бидејќи знаев што ме очекува. Овој медал е една голема мотивација за мене да продолжам и понатаму да тренирам како трпно и да освојувам уште многу поголеми успеси како за градот Штип, така и за Република Македонија. Ниту долгите и напорните 35 часа пат до Франција не го спречија бронзениот Павлов да блесне во најдобро светло. Патот беше макотрпен до европското првенство, имавме тежок пат, патувавме 35 часа, но еве, нели јас настапував, снемав сила, завршив седми, на него тоа не му сметаше. Мислам дека да патуваш уште 35 часа, повторно ќе се вратише со одличен резултат. Направи голем резултат за нас, за карате клуб Штип. Ги декласира првите два противници. Турчинот имаше среќа, но јас сум сигурен дека на светското во Австрија ќе биде декласиран и ќе се надеваме на добар резултат. Следен предизвик за штипските каратисти е премиер лигата во Истанбул во септември и светското првенство во Линц, Австрија кон крајот на октомври.